И како што веќе најавив, гостин од топ тема на ваша страна е министерот за култура Роберт Алагјозовски. Благодарам што дојдовте. Овие денови сте навистина многу актуелни, освен овие дебати, мислења за името и исчекувања. Една од најбитните вести беше годишна програма на Министерството за култура, на која што има многу и различни забелешки. Еве за почеток, за да ги нотираме дел од забелешките, ќе предложам да го видиме прилогот на мојот колега Сотир Трајков, кој што сними од различни области, дејности, луѓе кои што имаат забелешки на оваа програма. Бура од реакции предизвика објавувањето на резултатите во годишната програма за култура на ресорното министерство. Од Македонската асоциација на издавачи велат дека со програмата се стимулираат нови непознати фирми наспроти големите издавачи, а хонорарите се делеле паушално повеќе на преведувачите отколку на авторите. Министерството за култура преку промените кои што ги воведе со годинешниот конкурс создаде нелојална конкуренција кај издавачите. Значи, се ограничија издавачите да конкурираат за само 10 дела и настана ситуација во која што се појави издавачи кои што немаат никакво реноме, кои што немаат претходна референтна листа на изданија, кои што немаат ни уреднички тимови, нити дистрибуција, а во исто време се изедначуваат со веќе реномираните издавачки. Гледаме поголем бизнеси за преводи на дела отколку за автори, што не би требало да биде случај. Незадоволни се и во ликовната дејност, откаде велат дека се поддржува квантитетот, а не квалитетот. Во оваа дејност и за самостојни и за групни изложби, комисијата одлучила да даде по 30.000 денари. Таков е случајот со изложбата на Филип Фидановски, трилогија Ликови луѓе и со меѓународната групна изложба Фемина 8, на која треба да учествува Јана Манева-Чуповска. За мене се спорни две работи. Прво, начинот на распределување во однос на износ, што со тие пари може да направите, и второ, забелешка да комисиите до одредени личности дека се многу млади. Значи, мора да се внимава кој е тоа во комисија. Беа ветувани хонорари за ликовните уметници. Јас не знам со овие 30.000 кои што јас ги имам добиено, а побарувам 344.000 и кусур. Нели, ова не е ни еднакво приближно на 10% од она што мене ми е потребно за да реализирам самостојната изложба. Од драмската дејност со писмена реакција се јавија група македонски актери од театарот во Куманово. Тие се незадоволни што добиле вкупно 1.600.000 денари за работа на две представи и што никој не се грижи за екстремно лошите услови во кои работи ансамблот. Реагираше и директорот на меѓународниот театарски фестивал Скупи Фест. Иако добиле 1 милион денари, директорот смета дека тоа е политичка одлука со цел гаснење на фестивалот. Значи некој тука во Министерство за култура сака да го вметне дека тој не е албански фестивал, тој има македонци внатре, не е така. Некои од македонците сака да кажуваат, абе, оставите тоа, тој не е македонски фестивал. Значи, седа тоа е политика. Искуството да се плаќаат влезници за концертите на Авалон продукција ја крена јавноста на нозе по одлуката на комисијата за прославата на 25 годишнината од нивното формирање да им се доделат 6 милиони денари. А најголема контроверза предизвика доделувањето 300.000 денари за концертот на младиот албански пејач Виган Максути, кој во својата дискографија има песна за ОВК и за командантот Адем Јашари. Иако првично на страницата на годишната програма стоеше дека Сдруженијето побарало 200, а добило 300.000 денари, денеска осамна сума од побарани 490.000 денари и одобрени 300.000 денари. Кој зошто ја направил промената засега не се знае. Но како и да е, комисиите допрева ќе имаат многу работа. Ова се само дел од забелешките што ги наброи Сотир, меѓутоа еве ќе одиме поред затоа што област по област би сакала да продискутираме. Најпрво во издавачката дејност, Македонската асоциација за издавачи реагира на објавената годишна програма и тие велат дека се даваат пари на непознати, нереномирани куќи на сметка на овие етаблираните. Како да си има впечаток дека сте сакале на сите помалце да дадете, да бидат сите задоволни, а повторно се покаже дека таа ваша политика не е успешна? Сепак има незадоволни. Прво ви благодарам за поканата во емисијата и можноста да ги искажам ставовите на Министерството за култура.
се создава впечаток во јавноста дека нешто не е во ред со комисиите и жирирањето и одлучувањето во однос на годишната програма. Меѓутоа, во глобала, нашата оценка и по мислењата и критиките во јавноста останува дека направивме најдобра можна одлука, најдобра можна проценка и дека сите индивидуални случаи на евентуални грешки ќе ги решаваме со приговори и со евентуални корекции, онака како што е законски дадено во жалбена постапка. Ние годишната програма за култура како механизам за поддршка ја наследивме. Таа се воведе некаде 98-та со новиот закон за култура. Можеби 98-ма беше такво времето, меѓутоа за 20 години многу работи се сменија и во македонскиот културен систем и генерално во начинот на кој што се поддржува културата. Ние бевме свесни за тоа, ја критикувавме сите овие години, јас лично сум ја критикувал годишната програма и тука имаме два проблеми со годишната програма. Едниот е системски, дека ово е анахрон начин на поддржување на културата на национално ниво во текот на една година, и второ, тоа беа слабостите кои што беа забележани низ изминатите години. Ние се обидовме, немајки време од кога дојдовме на власт, бидејќи објавувањето на годишната програма и законска обврска. Поради изборите беа спречени и корекциите во законските процедури. Не можејќи да ја смениме годишната програма, а тоа ќе го направиме веднаш по проаѓањето на овој период, значи веќе во март ќе почнеме со процес на промена на закон за култура и јавна дебата за тоа на кој начин треба да биде финансиран интересот во културата, зашто веќе имаме концепт и визија. Ние се обидовме само да ги отстраниме аномалиите кои што беа констатирани претходните години. Во таа смисла, претходните години забележавме дека се создава една ситуација во која што за да им се овозможат буџети на одредени апликанти, на одредени установи, се оневозможуваат, се игнорираат, не се поддржуваат други. Тој систем на неправедност го создаваше ова ниво на јавно финансирање кое што овие години беше наследено. Против тоа, ако ми дозволите само, значи против тоа се бунеше целата јавност и наш прв приоритет е на кој начин да постапиме. Имајки предвид дека добивме голем број на апликации и имајки предвид дека ние се најдовме во ситуација на релативно мали суми со кои што ние располагаме, на наследени долгови, и имајки предвид дека имавме голем број на апликации, се обидовме да создадеме така наречен, го крстивме расајувачки или солидарен буџет. Дадовме на секаде кај што се разбира беа исполнети критериумите основни трошоци, основни средства за продукција, за да не згасне културниот живот, за да не го на некој начин уназадиме, очекувајќи дека секој од овие почетни буџети ќе можат преку разни контрибуции да бидат надополнети од самите културни актери. Се разбира, ова се однесува претежно на еден помал број проекти, додека голем број проекти добија солидни буџети или добија буџети горе-долу на нивото на финансирање од претходните години. И сами кажавте, да, сте добиле 5018 пријави, 50% од тие сте аплицирале. Сте направиле расејувачко поделба на средствата, или јас би рекла како да сте сакале да го купите социјалниот мир, овој пат кај уметниците, добивајќи премали суми за да може да направат изложба или да бидат дел од групна изложба или да можат да направат нешто во издавачката дејност. Заради тоа мислам дека се и нивните поплаки. Со тие пари што сте им ги дале, тие не можат всушност ништо да направат. А сте сакале затоа и ве обвинија некои за популизам, за додворување, за политика на додворување и слично. Да, тоа се повторно погрешни перцепции, затоа што низ годините се добивале приближно толкави средства за издавање на книги.
100.000, 150.000, 50.000 денари за помали книги, 200.000 денари, 300.000 до 500.000 денари максимум за монографии. Тоа се оние суми кои што може да ги потврди секој издавач и издавачите со кои што ние сме комуницирале. Не ги знаеме бројките од минатото, бидејќи никогаш не беа објавени. За прв пат, нели, воведовме и транспарентност. Кој колку бара и кој колку добива. Ако некој побарал 200.000 денари, а добил 150, тоа не е понижувачки. Ако некој барал 60.000 денари за изложба, а добил 30, тоа не е понижувачки. Тоа е 50% кофинансирање. И сега пак велам, ние одиме со покривање на основните трошоци на продукција, бидејќи се работи за ситуација, како што реков, на релативно мал буџет во однос на апликантите. Проблем имаме со оние автори кои што сметале дека треба да добијат 400.000, 600.000, 6 милиони, 20 милиони за одреден проект, а за жал капацитетите на министерството за да не се создаде неравноправен третман. Значи, во која смисла ние немаме неравноправност, додворување, напротив, доколку сакаме да се додвориме на некој, ние ќе им дадеме на тие неколку сериозни буџети. Еве, професорот бара да му се платат и авторските хонорари. Нека прости, годинава нема пари за има пари за преводи, нема за авторски хонорари. Тоа е нивната забелешка, дека парите за преводите се поголеми од оние за авторски хонорари. И тоа не е точно. Значи, во неколку случаи имаше поголеми суми за преводи во однос на авторските хонорари, меѓутоа, значи, во преводната литература, особено ако сакате да ангажирате врвни преведувачи, тарифата за превод се знае. Вие нема да добиете превод од Влада Урошевиќ или од Тања Урошевиќ, ако не овозможите поголеми средства. Додека во однос на авторските хонорари, такви критериуми и правила се уште нема. Состојбата со преводите, значи има јасни граници од колку до колку. И пак ќе ви речам, зашто разговараме, тоа не е многу. Кога ќе видите колку пари ќе добие еден таков врвен преведувач за едно капитално дело, и тие пари не се доволни. Но, да, точно, компаративно во неколку случаи се поголеми од другите. Меѓутоа, еве, да се надоврзам за ова прснатост на средствата, Оливер Белопета напиша свој коментар и тој забележа. Наедноставно кажано, шокантно делува енормната бројка на проекти кои со ништо не придонесуваат за културата во државата и кои во старт требале да бидат отфрлени, а не разгледувани и прифатени. Голем дел од нив е вон дејностите пропишани со Законот за култура на Република Македонија. Дали, еве, со тие средства минимални со кои што ќе треба да партиципира и самиот автор или е кофинансирање, воопшто може да се придонеси да се направи ефект од тој културен настан, од таа издадена книга, од таа изложба или од тој музичко-сценски настапи? Дали воопшто ќе личи на нешто, вака народски преведено? Па да, ќе личи. Значи, пак велам, ова е стабилизирачки буџет. И во таа смисла реков, имајќи ги предвид наследените долгови, имајќи ги предвид апликациите, а при тоа не сакајќи да одбиеме одредени автори да ги реализираат, ние им понудивме концепт. Ако тие, да речеме, не се задоволни, можат да се откажат од реализацијата на проектот. На тој начин ние им одаваме признание, ние се согласуваме дека нивните проекти се во склад со нашите културни политики, а доколку тие како автори или како менаџери или како продуценти не можат да обезбедат кофинансирање, се разбира, останува и механизмот да се откажат од проектите. Со тоа, предпоставувам дека ќе се создадат услови и за враќање на поголем број од наследените долгови или за оставање повеќе пари за идни акции во културата. Но, велам, со години културата работи на еден вид in kind, значи со многу труд и со многу напор и со помош и од спонзори, и од донатори, и од пријатели кои што дозволуваат еден настан да се случи. На крајот на краиштата, под режимот на Груевски, токму заради тоа што ние бевме игнорирани, на тој начин и функциониравме. Така што во културата и во уметноста битна е страста. Од тие причини еден проект може да се случи. Ние како министерство, веќе со претходната акција Новиот културен бранд ги повикавме и сега ги повикуваме и пак ќе ги повикаме и донаторската заедница и спонзорската заедница да инвестираат во македонската култура, а ние како министерство ја отвараме целата наша инфраструктура
човечките ресурси, галериите, центрите за култура за авторите, за да можат тие да реализираат. Тоа значи дека тие пари ќе ги искористат само за трошоците кои што не можат на друг начин да ги употребат. Меѓутоа рековте режимот на Груевски. Вие велите со годинашнава програма нема реваншизам, нема политика, нема судир на интерес, нема некој од вашиот кабинет или од министерството што си наместил своји фирми да добијат средства? Нема, односно ние демотивиравме таква практика и се разбира, подготвени сме доколку има случаеви на конфликт на интереси, да тоа го санкционираме. Да, првото беше со комисиите. И рековте, според законот сите подпишале дека немаат судир на интерес и комисиите работеле во други области, а дел од тие што биле во тие области добиле пари од други комисии од други области. Меѓутоа тоа е некако по принципот јас на тебе, ти на мене. Сепак сите се под капата на Министерството за култура и сите тие комисии се во Министерството за култура. Значи тие можат да подпишат дека во нивната област нема судир на интерес. Меѓутоа не значи дека не ги знаат колегите и другите комисии, дека не, мислам, навистина бе некако наивно да се верува во тоа. Добро. Малце и штетеше на угледот пак на некои членови од комисиите сето тоа. Да. Значи, ние сме мала земја. Во таа смисла, познавањето или движењето во исти кругови не е пресудно. Дали некој ќе се однесува коруптивно или ќе се однесува компетентно, тоа е прашање на лична етика. Во таа смисла, имаше само три случаи на автори кои што беа апострофирани дека имаат конфликт на интереси. Според нашето толкување на законот сметаме дека нема. Меѓутоа, еве, ќе ви соопштам на некој начин и ексклузивно дека се прво едниот од авторите, Сашо Коколанов, веќе јавно се повлече, а останатите двајца членови, Тони Васич и Ивана Васева, слушајќи го овој глас кој што може да им донесе повеќе штета отколку правдина и да го наруши нивниот углед, се откажаа од тие два проекти кои што повторно се на нивото на сите други поддржани проекти, неполни 60.000 денари. Така што тие веќе до мене најавија откажување од нивните проекти и во таа смисла комисијата која ќе се состане да ги разгледува и жалбите ќе констатира и дека тие проекти нема да се Колку жалби има стигнато до сега? Па не, процедурата е таква што прво се изработува решение, подпишано од министерот и после врз база на решението имаат 15 дена да вложат жалба. Во решението кое што ќе го добијат образложението од комисијата, зошто се прифатени или одбиени и се разбира на тоа ќе вложат жалба. Кога сме кај комисијата, еве само имам неколку реакции и од сами членови на комисиите кои биле создадени да ги оценат проектите. Например, албанскиот член на Комисијата за оценување на проекти од драмска уметност, Рашити, јавно упати критики за начинот како е направен изборот на проектите од таа област. Другиот член на Комисијата, Рами Мустафа, излезе и тој јавно се огради со јасни критики за начинот како се избрани проекти од музичката и уметничката дејност. Има критики од директорот на албанскиот театар Адем Карага. Како тоа не успеавте и членовите на самите комисии да ги убедите дека тоа што се работи во рамките на Министерството за култура и одлуките на самите комисии се професионални. Значи, самите членови на комисиите увиделе дека одредени членови дека не се професионални одлуките. Тие учествува, значи не ги знам точно овие забелешки дека имало. Јас ги цитирав за да нема забуни дека не е така. Ама не знам на што се повикуваат конкретно. Начинот на кој е направен изборот на проекти кои добиле средства. Значи тие автономно работеа како комисии и ги носеа своите одлуки. Се разбира, меѓу нив имаше и полемика, имаше и дискусија и дебата дали едни проекти заслужуваат повеќе или други помалку. Во секој случај комисиите се понесуваа и гледаа да ги донесат одлуките едногласно и со консензус. И во таа смисла сите тие одлуки се донесени консензуално, а демократско право е на секој член да изнесе одредени забелешки. Очигледно имало и од членовите на комисијата. Да, меѓутоа повторно, очигледно тоа не биле пресудни затоа што тие имале механизам, доколку сметат дека нешто сериозно се случува, да поднесат оставка, да не го подпишат записникот и така натаму. А секако дека и до мене допира гласови околу дебатите. Дали еден проект заслужува да му се даде 1 милион денари или 2 милиона, дали некој театар треба да се поддржи со 6 проекти или со 7,
дали одреден фестивал треба да добие помалку или повеќе средства, значи претпоставам дека тие незадоволства беа дел од процесот, но беа артикулирани и разрешени внатрешно. Јас се обидов, има многу навистина апликанти, ако се над 2000 тие што добиле не може да се најдат во секоја област црните овци што се вели, меѓутоа се обидов толку време колку што имав да истражувам, да се обидам да најдам податоци од централниот регистар за некои од оние што добиле. Најмногу ми бодеше очи музичката сценска дејност. На пример видов дека Универзитетот во Тетово добил за годишен концерт на хорот и оркестарот на ДУТ 400.000 денари, многу други концерти и многу други друштва добиле значително помалку. Меѓутоа, не знам дали вие знаете дека Сојузот на албански артисти Арто Тетово добил многу пари. Дали ги знаете кои се Сојузот на артисти Арто Тетово? Дали сте биле во нивните простории, дали го знаете собственикот и слично? Па не, значи не морам јас да ги познам сите од тие причини. Системот е направен така да комисиите оценуваат. Меѓутоа, ние во нашата процедура, значи не постои, значи во нашата процедура се пријавуваат со апликации, пријавуваат адреса и тие податоци, ние на тие податоци им веруваме затоа што тоа е согласно процедурата. Да, еве тука можете да ги видите, мојот колега треба да ви ги покаже табелите, на пример Сојузот на албански артисти Арто Тетово, кој го раководи известен Кујтим Салиу, добил 900.000 денари, запознавајќи ги нашите вредности, и таа манифестација ќе одржи во канцелариите и просториите на Арто Тетово. Истиот Сојуз на албански артисти Арто Тетово добил 800.000 денари, значи во истиот конкурс за Полифест, фестивал на албанска музика, што ќе се одржи во Домот на културата. Истиот тој Сојуз на албански артисти Арто Тетово добил и 700.000 денари за да се номинираат наградите за истиот фестивал, кој ќе се одржи во Домот на културата. Значи, еве, соберете колку вкупно средства добил Кујтим Салиу. Ова се многу средства, да речеме, на едно друштво, и еден човек, јас најдов дека раководи со тоа друштво, можеби се и повеќе. За разлика во оваа дејност најдов, еве, еден детски фестивал, на пример, кој добива само 80.000 денари. Еден е само од детските фестивали што ги забележав таму со толку многу мали суми. По кој критериум тој добил 3 работи со волкави суми? Сојуз на албански артисти Тето. Прво, генералниот принцип, не добил 8 милиона па тоа да биде спорно, во однос на учесниците и апликантите од албанската етничка заедница, ние одевме и од предпоставката дека таму треба да се развие културниот живот, дека треба да го покренеме. Ама преку еден апликант ќе се развие културниот живот? Не, преку повеќе, преку повеќе. Овој вака централен бил таму. Па не е, сега не е еден, ние имаме статистика колку албански апликанти учествувале. Бројот на албански апликации во однос на вкупниот процентуално се движи околу 25%. Ама не, вака вие ми ја превртувате работава. Значи јас не велам дека албанските апликанти не треба да добијат средства, напротив. Еве, детскиот фестивал беше на детски албански песни, што ви го споменав, за 80.000 денари. Туку зборувам зошто еден апликант добил 3 за 3 проекти. 900.000, 800.000, 700.000. Немојте да ми ги превртите тезите дека јас зборувам дека не е во ред дека албанските апликанти добиле. Треба да има и тука воопшто не е спорно, меѓутоа зошто се концентрирале средства така еден во оваа дејност. Тие процениле дека проектот, тие процениле дека одредени носители на културни акции во албанската сцена, согласно пријавените проекти, ја заслужуваат соодветната поддршка. И во таа смисла им е дадена. Лицето Кујтим Салиу се обидов да го најдам, тој е од Кичево, тој е председател на Сојузот на албански артисти од Тетово. И тука вели 94-99, приоритетна дејност на фирмата. Се обидов на брзина да видам што значи тоа. Услужни дејности поврзани со унапредување на ловот и траперството 94-99, она што го излеков од Централниот регистар. Дали комисијата воопшто прави ваква една истрага, кои се луѓето? Како се Тама работа комисиите да прават тама работа се разбира. Јас се фатив за овој пример заради средствата, немам ништо лично против човекот. Значи, апсолутно културните акции и проекти ги прават физички лица, здруженија на граѓани, асоцијации. Во таа смисла, здружение на граѓани
без разлика, значи, како е регистрирано, има право да пријави културен проект. Значи, ние не гледаме програми, ние не гледаме историја. Како е убедена комисијата дека тој ги заслужува 900.000, 800.000, 700.000? Врз база на проектот кој што го аплицирал. Меѓутоа, дали еве проверуваат како јас, кој е, па во централен регистар, па зашто е дејноста регистрирана, па кај му се наоѓа седиштето, па дали воопшто постои фирмата? Па не, затоа што има потоа начини на кои што доделените средства треба да се реализираат. Откако ќе биде доделен овој грант, тој здруженијето, тоа може да биде и физичко лице. Значи, овој господин може ли како физичко лице да аплицира, да поднесе проекти? Такви примери имаме во интердисциплинарни проекти. Физички лица имаат фантастични проекти и комисијата ги поддржа. Не е спорно дека е физичко, тоа е како Сојуз на албански артисти, артитови и се во областа на музичката сценска дејност. Тој сега ќе поднесе детален финансиски и програмски план на проектот и врз база на вклучени луѓе, на доставени авторски договори, на договор за простор, на договор за реализација на проект, ќе биде подпишан договорот и тој договор потоа ќе треба да се... Може да не биде подпишан ако во меѓувреме веќе се дадени средствата? Не се дадени. Значи процедурата... Не, веќе се доделени, можам да кажам. Средствата се доделени, меѓутоа тие се валидни тогаш кога здруженијето и министерот, претставувајќи го министерството, ќе подпишат договор. Потоа се пристапува, значи, на реализација. Можат најмногу до 30% средства да бидат доделени авансно, останатите се доделуваат врз база на донесен финансиски извештај. Откако и наративен извештај, откако лицето, издруженијето ќе потврди дека ја реализирал манифестацијата, ќе даде прилози зошто е таа манифестација битна толку за да добие средства, каков ефект направила, тогаш откако тие документи ќе ги прегледаат одделенијата и вработените во министерството, тогаш се настапува кон исплатот. Меѓутоа, боде на... очи, еве јас ќе ви го дадам од централен регистар, може на вашата комисија да го дадете, ќе ви го дадам ова дека има услужни дејности поврзани со унапредување на ловот и траперството. Тоа е дејноста под која е регистриран Сојузот. Значи, тоа не е пресудно, пак ќе ви речам, во културата тоа не е пресудно. Битен е проектот и овој проект на годишна програма е направен на тој начин. Сите имаат еднакво право да аплицираат и врз база на проекти комисијата ги оценува. Имаме ние механизми и цело време ние го следиме процесот и тој процес не може да доведе до злоупотреба на средства, баш заради тоа што имаме механизми и парите ги исплаќаме. Јас не преудицирам дека ќе направи злоупотреби на средства, туку ми бодеше очи што, например, еве ќе... Значи, пак ви велам, Детскиот фестивал Умбери има 20 години традиција, добива 80.000 денари. Овој случај на Сојузот на албански артисти добива многу повеќе средства. Ние во критериумите имаме и поддршка на нови иницијативи, на иновативност, на развој на публика, имаме критериуми и за поддршка на добро етаблирани манифестации. Балансот на двете го дава... Ама тука не сте го запазиле принципот на распрскување во однос на проектите, тука сте дале на исти Сојуз 3 пати. Са тука се негирате малку. Па, тоа како принцип на работа. Пак ќе речам, тоа е во компетенцијата на комисијата и комисијата со својата одлука го гарантира тоа. И во таа смисла се работи за проекти, претпоставувам дека проектите се разнородни и дека вклучуваат различни автори. Здруженијето има право да поднесе неограничен број апликации и тие апликации да му бидат прифатени. Еве, она што исто така во јавноста предизвика многу внимание беше средствата доделени за 25 годишниот јубилеј на Авалон или 6 милиони денари, 100.000 евра. Наближува еден концерт на Ѓорѓе Балашевиќ, еден од тие концерти што годинава ќе бидат во рамките на тој 25 годишен јубилеј. Вие кога одите на концерт, дали купувате карти? Секако. И јас купувам и публиката мора да купи карта за да биде на концертот. Меѓутоа, зошто се субвенционира комерцијална куќа, комерцијална фирма за концерти, со оглед на тоа што сите ние што ќе одиме на концертите, плюс ќе си платиме карта?
Субвенцијата ќе значи ќе ни ги намалат цените на картите, публиката ќе добие нешто или само за да привлечете повеќе реномирани пејачи, групи од светот да дојдат во Македонија и Македонија да биде дел од светските фестивали? Ако субвенционирате комерцијална фирма, кој е фидбекот за публиката? Значи, битен е јавниот интерес. Ние го запазуваме јавниот и националниот интерес. Се разбира, сите овие работи кои што ги кажавте влегуваат во оценката зошто одредена повторно приватна фирма, компанија добива проекти. Во таа смисла, значи, законот е отворен. Приватни компании, трговски друштва, трговци поединци, приватни лица повторно може да аплицираат, се дури проектите што ги аплицираат ги исполнуваат критериумите. Во таа смисла, значи и во издаваштвото, и во филмската дејност, исклучиво приватни компании, приватни продуценти ја вршат дејноста. Во музичката индустрија тоа го прави музички продуцент. Музичката индустрија, филмската индустрија, книжевната, издавачката индустрија, тоа се дел од културните и креативните индустрии. Во овој момент, културните и креативните индустрии се во фокусот на европските културни политики. Обновата на економиите во последните 20 години исклучиво се одвиваше преку културните и креативните индустрии. Ние во Македонија дадовме поддршка и на проекти кои што создаваа автентична сцена, а наградивме и шампиони кои што организираат фестивали и носат гости од странство секако. Зошто ги субвенционирате? Зошто е потребата да ги субвенционирате? Нема доволно средства да ги организираат фестивалите? Значи немаат Македонија и Македонија и постојните сали се премногу мали и тие немаат економска логика да ја држат цената на картата ниско, а од друга страна да донесат реномирани имиња. Кој, например, имате представа кој би дошол реномиран? Ја почнав со Ѓорѓе Балашевиќ, зашто е прв концерт најавен годинава, можеби. Значи вака се би било, сега тој ефект на ние како публика ќе цениме и како јавност колку навистина тоа вредело. Ќе мора да бидете значи ние имаме проектната апликација и тоа е и во таа смисла имињата ќе ги држиме во дискреција затоа што тие се дел од маркетинг планот. Маркетинг планот е таков да имињата се откриваат едно по едно. Затоа ќе бидете трпеливи и да видиме. Лани беше на пример Стинг, тој беше одличен проект. Лани беше Чик Корија, лани беа 1000 добри имиња. Во таа смисла Авалон, користејќи го овој повод на 25 години, што е еден од маркетинг мотата на секоја фирма, па и Национална галерија слави 70 години постоење, го искористи тоа да понуди проект со 25 концерти, за кои што лично ќе вложи преку 1 милион евра, а од нас побара контрибуција од преку 20 милиони денари. Лани добиле 12. Ние, имајќи ја ситуацијата на македонскиот буџет, одобривме 50% помалку од порано. Тоа е значи повторно во истата линија на штедливост. Тоа значи дека картите нема да ги покачат цените, кој да дојде и дека оваа субвенција ќе значи дека јас како човек што сака да оди на тој концерт ќе бидам субвенционирана, односно тоа ќе се одрази на мојата карта за концерт? Тој концерт не би бил можен доколку не добие одредена субвенција. меѓутоа дали ќе се субвенционира, практично ќе се одрази на цената за картата. Ќе се одрази, тоа е едно, а второ, ние очекуваме дека овој тип на проекти носат и странска публика и тоа е повторно поврзано и со развојот на културниот и развојот на концертниот туризам. Тие луѓе 2000, 3000, 5000 кои што ќе дојдат од странство, ќе остварат ноќевања и ќе остварат дополнителни удели во македонската економија. Значи пак велам, тоа се прави секаде низ светот. Најреномираните фестивали, Екзит, во Унгарија, тие сите добиваат поддршка од локалните, централните власти и во таа смисла имаат повратен ефект врз економијата. Меѓутоа немаме концертна сала, тоа е едниот проблем. Да, и голем проблем. Ако веќе има план да се одржат 25 концерти, прашање каде ќе се одржат? Има фестивал, значи има план за фестивали на отворено, има план за
разни други манифестации, така што пак велам, тоа е дел од работењето на фирмата и во таа смисла за нас е апсолутно прифатлив овој тип на Еве ќе ви ги кажам во меѓувреме цените на картите, колегите ми ги спратија за Балашевиќ, 700 денари партер стоење, 900 денари трибини, 1000 денари трибини, 1200 денари голден сиц. Ова е цената за Балашевиќ. Можам да претпоставам колку повисоки би биле цените за некои други изведувачи и не верувам дека вака ќе бидат ефтини како за Балашевиќ, ако се ова цените за Балашевиќ. Искрено, сега за сега не ветува овој концерт дека навистина ќе се намалат цените на картите, но ќе видиме. Она што исто така предизвика многу реакции, па дури од детската амбасада меѓаш беше она што го видовме и во прилогот, Сдруженијето Виган, едно од најконтроверзните во однос на средствата, прво ќе кажам, и повторно ќе кажам дека не го избирам примерот затоа што се работи за албанска култура и унапредување на албанската култура, туку прво побарало 200.000 денари, па добило 300.000 денари, еве го тоа го имам и испечатено, да денеска еве сотир дојде до информацијата дека побарал 400.000 денари за да добие 300.000 денари. Прво да расчистиме околу средствата. Па се работи за техничка грешка и вашето истражување не е до крај точно, затоа што овој артист добил награда во две области. Снимање на CD и тука е грешката. Значи побарал тој 200.000, добил 80.000 и концерт каде што побарал преку 400.000 и добил 300.000 денари. Значи се работи за две различни апликации. Значи добил повеќе сега ќе излезе. Добил 300.000 денари плюс за промотивен концерт. Добро, плюс и добил 80.000 денари да сними CD. Па добро, вие сега навистина ми дававте на информација дека вкупно добил 380.000 денари, до сега јавноста идеше со тие 300.000, значи повеќе се, не се само 300.000. Затоа што се работи за две работи, за издавање на CD и за промотивен концерт. Како се прават проценките дека токму тој треба да добие и за концерт и за CD толку пари, и повторно ќе го земам детскиот фестивал Улбери како пример со 80.000 денари, а со голема традиција во Македонија? Повторно, тоа е во рамките на комисијата која што проценува колку пари врз база на доставен буџет, врз база на доставена апликација треба да добие. Мислите дека не треба да се преиспита нивната работа на оваа комисија во однос на овие средства? Значи, во однос на сите спорни прашања ќе направиме ние тие неколку спорни прашања ќе направиме секако проверка, но повторно велам, ова се само средства кои што се план, ова е програма. За таа програма да се реализира, треба да се донесе детален финансиски, детален програмски план и понатаму преку фактури, преку закуп на сала, преку наративен извештај за промотивниот концерт, тогаш по нивна проценка и анализа се префрлаат остатокот на средствата. Има други концерти, таму мене ми е жал што немам тука лаптоп, па сите суми да ви ги набројам. И сите друштва кои барале пари за CD, и сите пејачи кои што барале и слично, кои што не ги добиле 380.000 денари како што ги добил Виган. Да, побројни се тие одошто ваквите како Виган. Значи повторно велам, во однос на поединечните случаи може да испитаме, но генерално принципот во однос на целокупната логика на финансирање на проектите не е нарушена. И тоа е битно. Значи, неговата сума не одскокнува од останатите. Тој е млад автор, треба да се не е дека не одскокнува од останатите. Има и други млади автори. Но има и тој одскокнува од останатите. Тоа е системот на селекција. Тој добил толку, некој друг добил помалку, но некој трет добил уште повеќе. Значи концерт на некој друг млад автор бил подржан со повеќе. Дали тој добил повеќе затоа што своевремено пеел песна за УЧК и можеби тоа му е предност во кариерата? Не, тоа никако. Значи тоа што правил кога имал 13 или 9 години, тоа воопшто не е. Значи, повторно велам, комисијата апсолутно ги оценува поднесените апликации. Меѓутоа, она што беше реакција на медијаш и на првата детска амбасада е дека, според детската амбасада во овој случај, без оглед за кого се работи, и во песна, и без оглед на поддршката која децата се вклучуваат во еден ваков вид активно се имаат од родителите, укажуваат дека облекувањето на деца во воени униформи не придонесува кон градење мир и подобар свет за децата. Ова нивна реакција во однос на тоа како е
нели представен или кариерата на Виган. Од друга страна, вие пред неколку дена кога го поставивме до Министерството за култура прашањето за Виган, рековте дека средствата се доделени и не правите разлика во однос на тоа од која национална припадност и слично. Значи, воопшто не нотиравте дека и не сакавте да нотирате дека своевремено ова дете пеело песни за некои борци. Значи за нас тој факт не е пресуден затоа што се работи за два различни проекти. Ако ова дете 2013 било облечено во песна, во униформа и пеело некакви песни, тоа треба да биде предмет на реакцијата на Меѓаши. Па тоа е и предмет на реакцијата на Меѓаши. Реакцијата на Меѓаши не е за доделувањето на грант или подршка од Министерството за 2017 врз база на проекти и апликација. И за децата и во културата, доколку еден таков автор еве. А дали вие сте чуле за политика на социјална интеграција? Па зарем не треба ова дете, кое што можеби некогаш пеело вакви песни, да биде интегрирано во институционалниот систем, во културниот систем, се разбира врз проект кој што ги задоволува критериумите. Зарем треба овие деца да ги оставиме на улица или да не ги вклучиме во системот? На крајот на криштата. Може му било предност па дека бил така облечен заради социјална интеграција. Тоа е веќе, како да ви кажам, малку не, мислам тоа е така едно да не речам многу нерелевантно коментирање или забелешка. Она што пак се случуваше во областа на театарот го издвојувам, она што го каже и Сотир, театарот во Куманово. И тоа не го издвојувам само затоа што се дадени средства за две представи, туку заради условите во кои што работат овие актери. Условите се навистина тешки, недостојни за нивната работа, ама како да ги казнивте со тоа што им дадовте само две представи да направат. Излегува, немате услови, па не мора да добиете повеќе пари за представи. Поти нема кај да ги направите. Не е точно, обратно, не е точно. Да се направи објект, да им се создадат услови и да добијат средства колку што треба. Не ви е точна информацијата. Театарот во Куманово доби 4 милиони денари за денови на комедијата и за 4 други представи, 5 проекти по 800.000 денари, 4 милиони денари. Тоа е сериозно финансирање и тоа е финансирање поголемо отколку што доби Велешки театар, кој што има апсолутно нова зграда. Во однос на театарот во Куманово, веќе годинава од програмата за инвестиција, тие ќе добијат санирање на покривот и евентуалното протекување. Проблемот со грејење кој што го имаат и тие и кој што го имаат уште 20 други институции, ќе биде решено подоцна наредната година. Оваа година, имајќи повторно увид во тоа што имаме на располагање и кои се потребите, ние рековме во делот на санација и реконструкција и инвестиција ќе одиме со најосновното, а тоа е објектите повеќе да не се руинираат. Проблемите на грејење ќе ги решаваме етапно. Јас се надевам дека проблемот со грејењето во театарот во Куманово, во Центарот за култура Куманово и во други исто така институции ќе бидат реализирани, се надевам, веќе во 2019 година. Но повторно, тие се наоѓале во магепсан круг. Поради непостоење на услови, имале проблеми да ја реализираат ланската година. Во оваа година комисијата многу рационално одлучила да не им создава, да речеме, дополнителни обврски и да им дава програма повеќе од колку што тие можат да поднесат. Во таа смисла, програмата во однос на Кумановскиот театар е добро разгледана и усогласена. Ако е добро разгледана, зашто се дадени само 1.600.000 денари за македонскиот ансамбл и тие реагира, останатите не? Тие две представи се само за тие, за нив, има и други. Во Кумановскиот театар, во театарот во Тетово, обично се даваат представи и за македонска и за вал. Овде релацијата е 2+2. Во Тетовски театар беше исто така дебата, дали да им се даде 4+2, 5+3, 4+1. Значи тоа секогаш проценката се бара врз однос на квалитетот на... Меѓутоа тука само две се дадени, сега да не настане забуна дека тоа се многу пари, затоа што... Па 2+2, па колку да па во Велес има 3. Во Струмица има 4. Тоа се можностите на нови продукции. Ова се 2+2 представи. Да, 2 за
албански и 2 за македонски. Кога сме веќе кај условите на одредени театри и пишано е во програмата, например некаде пишува санирање на депоа, некаде пишува на кровови и слично. Зошто оваа програма не доби еден поинаков лик? Прво да се создадат условите за уметниците, особено во драмската уметност, а потоа да се направат представители, да не се случуваат прашања како сега што ги постави Сокоменовскиот театар, казнете ли се затоа што нема зграда. Значи навистина некои актери се казнети затоа што немаат услови за театар. Не, значи ние мора да го одржиме културниот живот. Сите фаталистички сценарија се недозволиви. Ние одиме да оствариме најдобро што можеме. Во таа смисла, пак велам, тие се влезени и во програма за санација, тие се влезени и во репертоарна политика која што може да им дозволи да ја одржуваат дејноста за да не замре и онака малата публика. Пак велам, ние предвидуваме развојни програми, меѓутоа немаме магично стапче, од една страна да решаваме наследени долгови, да се раздолжуваме, од друга страна сите значи повторно неразумни политики на минатото да ги решиме наеднаш. Имаме буџет, имаме динамика, имаме обврски. Во таа смисла велам, овој буџет е стабилизирачки, очекуваме дека со тек на годините, во неколку години, ќе успееме да ги разрешиме проблемите во македонската култура. Но ирационално би било дека се ќе направиме наеднаш, а од друга страна фаталистичките сценарија не се прифатливи. Животот оди понатаму, ние сме власт кој што ветивме култура за сите, ветивме културен развој, ветивме зголемување на потребите на граѓаните, децентрализација, демократизација на културата и тие програмски заложби ги остваруваме без оглед на состојбите. Добро, вака култура за сите има, за некои 15, за некои 380.000 и за некои многу повеќе сте гледале да има за сите. Сега некои многу помалце, некои многу повеќе. Она што го видовме и во прилогот на Сотир беше реакцијата за Скупи фест, кој постои 12 години, еден е од фестивалите во регионот што има премиери на странски продукции. Тие од бараните 4 милиона добиле 1 милион денари. И зошто Министерството за култура сметало дека овој фестивал требало да добие само 1 милион денари, не било битно да добијат повеќе. И дека со тие пари им се доволни да може да земат само 7-8 представи. Ако е веќе фестивал на кој што во регионот доаѓаат, навистина е заживеан фестивал, зашто вие би го ускратиле тоа право? Па, во драмската дејност има преку 27 фестивали. Дали е нормално во земја со 2 милиона жители и со неколку театарски ансамбли да има толку многу фестивали? Култура за сите, велите? Не, тоа значи дека се соочуваме со ситуација во која што ќе треба да ја решаваме погрешните политики кои што довеле до тоа да има... фестивалов е погрешна политика, ако е и било кој фестивал, ако е етеблиран, ако има регионален призвод, како доаѓаат регионални ансамбли, драмски и слично, дека треба да се скратат тиете? Значи, пак реков, во таа смисла даден е основен буџет кој што може да го одржи фестивалот. Фестивалот можеби годинава ќе нема развој, но ќе може да преживее до наредната година. А зашто мора да преживее? Па затоа што има 27 фестивали. Било кој фестивал, мора ли да преживува? Па затоа што имаме премногу фестивали, а премалку пари. Зашто не ги укинете? Едноставно да кажете, овој фестивал го укинувате. Зошто ние? Кон тоа оди ова? Не се тоа државни фестивали. Значи, Скупи фестивал е фестивал на друг корисник. Нивна желба е да го прават фестивалот. Тие добивале подршка. Некојаш подршката е 2 милиона, некојаш е 3 милиона. Ние, оваа година, одиме со политика дека го задржуваме нивото на фестивали, како што се Војдан Чернодрински, како што е Младиот отворен театар, и таму го одржавме нивото од претходните години. Не можевме да им дадеме развоен буџет. И сега, одејќи по таа скала, Скупи е третиот фестивал кој што добива значителни средства. Ристо Шишков, кој што е уште постар и пореномиран фестивал од Скупи, доби само 700.000 денари. Видете, во различни области различно ми одговарате. Кога ќе ве прашам за реномиран фестивал 20 години, кој добил 80.000, наспроти дебитант 380.000, тогаш тој принцип не важи. Сега ми споредувате поинаку. Факт е дека не е тоа со метро да се измерат во уметноста работите. Тоа сакам да ви го кажам. Меѓутоа, факт е дека имате и различни толкувања на генерално, значи сакам да ви кажам, политиките на Министерството се спроведени.
одлука индивидуална, автономно право на комисијата е да процени каде ќе награди и зошто. За тоа комисијата, која што е составена од стручни и компетентни лица, кои што доставуваат предлог до министерот, и тој предлог, бидејќи е заснован, е апсолутно за прифаќање и за почитување. Оние кои што мислат дека им е ускратено било какво право, дека има постапка и повреда на процедурата, може да се жалат. Во таа смисла велам, концептот на годишна програма на поддршка во културата е надминат и тој создал систем кој што не е одржлив. Ние се обидувавме повторно да го исправиме тој систем. Значи ние разговараме во суштина за многу мали средства, меѓу 80.000 и 300 милиони, меѓу 1 милион и 2 милиони, меѓу 700.000 и 1 милион има многу мали разлики. Сите тие средства, предпоставувам дека и доделените средства не му се доволни на ниту еден да реализира, но тоа е состојбата на поддршката. Од тие причини, овие се фестивали кои што постојат и кои што се упатени и на спонзори, и на донатори, значи ли дека ќе згаснат сега голем број од фестивалите? Тие имаат фер шанса да опстојат. Значи менаџерите, ако се менаџери, треба да се снајдат и да изреагираат во секоја ситуација. Не, ние дадовме доволно пари за тие да се направат. 15.000 евра, 1 милион денари се доволно за еден фестивал да се направи. Ако лани сте дале 200.000 авторски хонорар, оваа година селекторот ќе работи за помалку. Или ќе најде друг начин, преку спонзори, преку приватни фирми, преку странски донации, тоа да го надополни. Тоа е нешто најнормално во културниот менеджмент. Да, вие бевте во тој свет пред да бидете министер и точно знаете како е со спонзорство и со наоѓање средства. Лесно ли ви беше тоа да го направите, ако не добиевте субвенција? Апсолутно, јас наоѓав начин на кој што ги финансирав моите проекти. Во таа смисла велам, ние ќе ги развиваме работите, но овој пат бевме соочени со одлука. Дали, значи ние немаме пари на 27 фестивали да им дадеме 50 милиони или онолку колку што барале. Ние на дел од фестивалите, на многу мал дел од фестивалите не им дадовме поддршка, на поголемиот дел им дадовме базична поддршка која што може да им помогне да опстанат, а само неколку добија значајни средства за да ги реализираат програмите. Во таа смисла ние создадовме една фер дистрибуција, како што го нареков, стабилизирачки и солидарен буџет. Не сакавме ситуација која што нас купи нема да му дадеме милион, за на одредена друга манифестација да ја дадеме 1 милион повеќе. Во тој случај господинот ќе обвинуваше за политички реваншизам или за било што друго. Не, ние му го признавме трудот. Меѓутоа толку е во овој случај чекмеџето. И пак велам, во апсолутни бројки тоа не се големи разлики. Ако сакаме да навлегуваме во секој индивидуален, зошто овој добил толку или тоа е невозможна работа. Затоа постојат комисиите. Не, ако навлеземе во индивидуални и ако се потрудиме малце повеќе, ќе видиме многу работи и јас се надевам дека и истражувачките новинари преку ова јавно објавување ќе можат да видат и кои се тие здруженија, кај се регистрирани, што работеле до сега, дали се поврзани со фирми на некои лица од Министерството за култура и слично. Ќе ни помогнете многу. Во таа смисла, значи, процесот на годишна програма, процесот на генерално финансирање на културата на европско ниво, на светско ниво, не е базиран на проверка од овој тип. Луѓето аплицираат во светот, главно аплицираат и електронски, не мора да доставуваат документи за на рака како што ние тоа се уште го правиме. Значи имаме генерална доверба во системот, токму затоа што процедурата која што е воспоставена овозможува контрола и оневозможува да одредени луѓе ги злоупотребуваат. На крајот на криштата се работи за основни средства кои што ќе ги добијат откако ќе ги реализираат проектите. Пак ќе кажам, ова со проверката на фирмите во централен регистар може да доведе до тоа да некои фирми се направени адхок за да добијат сега средства. Значи вие велите тоа не ги интересира комисијата. Не. Има по програма решава, ама ако ние новинарите најдеме дека тие се формирани само за да добијат пари, а се блиски до некои луѓе. Ќе ни помогнете. Парите не се даваат однапред,
Ако откриете било какви недостатоци, вие може тоа да го рапортирате и се разбира, тие нема да ги добијат своите средства. Сакам да укажам на фактот дека сепак треба да се проверува малце повеќе, можеби а не само програмата. Системот на култура и на поддршка на културата е поставен на тој начин. Пауза за реклами и потоа имаме многу прашања, цело време ми стигнуваат прашања на луѓе кои се од културата, кои што аплицирале или не аплицирале. Па 5000 пријави се. Ке се обидеме да одговориме. 2500 прифативме, 2500 одбивме. Се жалат. Така. Одиме се реклами. Еве ги гледам прашањето што ни стигна и да се обидеме да одговориме. Едно од прашањето од Мишко Ѓорчевски е зошто манифестацијата Поетска ног во Велестово, која годинава слави јубилеј, не добила средства? Тоа е став на комисијата. Комисијата има образложение. Сега не би можел да одам. Да, овие се поединечни прашања. Да, мислам дека на поединечни прашања на вистина не би можел да одговорам. Тие прашања се на пример 2500 пријави. Зарем мислевте дека комисијата ја прашува? Јас имам должност да им ги поставам прашањата затоа што се интересира за темата. На пример, ќе добијат образложение од комисијата и имаат право на приговор. На пример, укинато единственото списание на влашки јазик, влашки збор и не добило средства годинава, до сега добивало. Не би, пак велам, не би навлегувал во поединечни толкувања од овој тип, затоа што имаат право на жалбена постапка. Таа постапка е дел од процедурата. Доколку јас навлезам во сега оценување или толкување на тоа кои биле критериумите зошто добили или не, мислам дека би било на некој начин и прекршување на процедурата. Да, и исто има прашање за Илинденски марш, кога 1978 и тие добивале досега средства, оваа година се не би навлегол во индивидуални коментирања. Значи, постапката е да поднесат жалба и комисијата ќе ги разгледа жалбите. Во меѓувреме добив информација дека членовите на комисиите, кои што се изземале од одлуките или кои што ги напуштиле комисиите, што претходно ви кажав, Рами Мустафа и Рашити не ги подпишале записниците. Сепак, она што го говоревме, доколку некој член на комисијата не се согласува со одлуката, може и да не го подпише записникот, еве овие два члена не го подпишале записникот и слично. Она што сакам да ве прашаме нешто од филмската дејност што се случуваше пред 10 или 15 дена беа резултатите од конкурсите таму објавени и она што навистина паѓа во очи е тоа дека не се дават доделени пари за дебитантски филмови. Она што го обели образот, може да се каже, во македонската кинематографија, особено тоа што го видивме со Џгани исцелител минатата година. Сега Агенцијата за филм додалува средства само ми се чини на еден дебитантски филм, не повеќе. Тоа се млади луѓе кои допрва треба да добијат шанса да го представат филмот. И еве, на пример, еден добра вест се случи лани. Млад режисер Сократов филм пред еден месец победи на еден од најголемите фестивали Санденс. Тој не доби средства за филм. Ова ви го набројувам како нешто што е иднина во македонската кинематографија, а која според последниот конкурс на вистина не заслужила внимание. Зошто? Повторно имам чувство дека цело време погрешно ги поставуваме прашањата. И јас ги поставам погрешно, вие ми одговарате. Да, така сакате да кажете. Еве што би рекол јас. Агенцијата за филм, како и Министерството за култура, се соочи со ситуација на наследени долгови, се соочи со ситуација на расположливи средства и врз база на пристигнатите апликации мораше да направи избор. Во таа смисла, изборот, токму поради расположивите средства, бил по-редуциран отколку што е порано. Генерално нема напуштање на политиката. Фактот дека има еден филм ја потврдува политиката дека ние го поддржуваме дебитантскиот филм. Фактот дека поддржуваме кратки филмови, тоа значи дека не се откажуваме од таа политика. Меѓутоа, во однос на конкретна ситуација, секоја комисија, секој фонд, секој директор постапува согласно дадените ситуации. Некогаш околностите не тераат да се носат одредени одлуки. И пак велам, упатувам на тоа дека секоја комисија има право на избор, тоа го образложува и потоа пак постои процедура на која што може да се пожалиме, но генерално ние како политика го поддржуваме и дебитантскиот филм и краткиот филм и ние рековме ќе го сечеме коруптивниот буџет, ќе ги оттргнеме луѓето кои што немаат страст за филмот да се бават со филм, туку ќе
го вратиме достоинството на филмските работници и во таа смисла филмот ќе им го дадеме на филмаџиите. Сте дали на еден дебютант, сепак тоа повторно го забележувам и иако велите дека погрешно ги поставувам прашањата. Ако лани добиле двајца или тројца, тоа значи дека и лани имало политика кон дебютантскиот филм. Оваа година се гледа дека дебютантскиот филм е тој што го обелува образот, повторно ќе речам, на македонската кинематографија, треба да се даде поддршка очигледно. На сметка на филмови кои што беа од големи имиња. Знаете вие колку пари се потроши на кои филмови, што никаде не добија награда. За разлика од Санденс. Нема таква политика. Значи, уште на еден дебютант му е дадена поддршка. Препознале други проекти и носители на долгометражни играни филмови на кои што им е дадена поддршка. Да, еви кога ќе речете дека можеби сте наследила криза, немање доволно средства, за еден филм се дадени 1.250.000 евра. И она што го поручита во членот 6 алинеја 10 во Законот за филм гласи добиваат над 1.000.000 евра оние филмови кои афирмираат историјата на Македонија и само во таков случај може да добијат средства. Овој филм кој добил 1.250.000 евра е во копродукција со Словенија и веќе најдов дека тој филм има и прва клапа направено. Тоа е во ноември, 23 ноември минатата година. Дадено е пари за копродукција за филм за кој што веќе има прва клапа. Такви детали ќе мора да ги упатите до Агенцијата за филм, до директорот и до комисијата. Вие немате апсолутно никакви информации кога станува збор за филмската дејност? Јас немам такви. Сепак е до Министерството за култура Агенцијата за филм. Да, меѓутоа тоа е формално во состав на Министерството, меѓутоа директорот на Агенцијата за филм го бира владата. Повторно ви велам, зарем очекувате дека министерот ќе оди или директорот на Агенцијата за филм ќе оди и до детали ќе ги прегледува. Меѓутоа контролата е сепак во Министерството за култура и она што се правеше по заминувањето на претходната власт е тоа што вие проверивте како министерство и комисиите ваши проверуваа што се случуваше. И таму многу бевте ревностни во тоа да докажувате дали има или нема судир на интерес. Така е. За разлика од сега кај што велите во комисиите нема судир на интерес. Она што јас го знам е дека филм кој што добил повеќе од 1.250.000 денари е филмот на Милчо Манчевски. Зошто вие не го откривате дека се работи за Милчо Манчевски? Ако Милчо Манчевски... Не, апсолутно не ги спорам вредностите на Милчо Манчевски. Туку сакам да се држам до фактите во однос на законот што предвидува и во однос на тоа дали имало прва клапа. Апсолутно не ги спорам вредностите на Милчо, затоа не го споменувам. Така, доколку има било какви сомнежи за непочитување на процедурата, се знаат постапките и тоа ќе биде испитано. Се што можам да ви ветам е дека сите индиции за неправилности се разбира дека ќе бидат адресирани на соодветниот начин. Меѓутоа, се дур не добиеме индиции, ние постапуваме, односно надлежните комисии и тела во рамките на Министерството постапуваат. Постојано добивам навистина прашања, мајве со оглед на тоа што рековте дека не можете да одговорите на поединечни прашања во однос на сите 5000 и кусур барања што сте ги добиле за да бидат финансирани. А и нема смисла, нели, да се води една дебата врз база на 1000. Видете кога значи ние сме тука за да браниме политики. И политиките се меѓу другото и селекција, што одбираме, што не одбираме. Факт е дека во генералната наша концепција ние промовиравме концепт и се држиме до концепт и сметаме дека тој концепт е успешно спроведен. Доколку има индивидуални примери на отстапки, ние ги повикуваме да се жалат, тоа е законски определена процедура. Меѓутоа, не можеме, значи во една дебатна емисија 2500 индивидуални случаи да ги Јас само ги нафрлив нивните прашања, меѓутоа еве доколку се открие дека некој од комисијата доделил средства без да ја запази процедурата и оценката или имал судир на интерес или доделил средства на некој близок функционер од министерството, дали ќе сноси одговорност? Апсолутно да. Значи ги охрабруваме сите кои што имаат такви сознанија да ги достават до нас, да ги достават до Министерството за култура. Министерството за култура има инспекцијски надзор, имаме и надзор кој што се вика државна ревизија, имаме јавно обвинителство, ние сите сомненија ќе ги процесуираме согласно законските процедури. Цело време се жалите дека сте затекнале една средства кои што и една состојба во Министерството за култура и сето ова е одраз на претходните состојби, меѓутоа факт е дека вашиот буџет оваа година е 2% од вкупниот буџет на Македонија и сте добиле буџет до сега
најголем како Министерство за култура. Точно е. Во таа смисла, луѓето од културата треба да бидат меѓу другото радосни што и културата е признаена во рамките на оваа влада и во рамките на оваа политика која што ја спроведуваме, и културата останува во срцето на нештата. Ние во таа смисла имаме еден од подобрите буџети во регионот. Сега, внатрешната структура на тој буџет е наследена, ние имаме наследени обврски, пред се имаме сериозни долгови, имаме капитални проекти кои што се реализирале во неколку години. Во таа смисла ние наследивме долгови и во 2017, и во 2018, и во 2019, и тие долгови ги отплаќаме. Дел од објектите се завршени, дел се завршени во една фаза, а ние се уште отплаќаме средства. Во таа смисла, структурата... Не сепак да не звучи дека се жалите на минатото, доку што ќе правиме во едината со... Во таа смисла ве прашувам кога имате еден значителен буџет. Да. Значи, знаете како е, кога ќе дојде нова власт, секојаш се вади на претходната. И сега не сакам така да биде. Ние имаме одличен буџет, ние ќе менуваме структурата на буџетот. Тоа значи дека наша идеја е прво да ги реконструираме сите објекти кои што ги имаме, да ги реконструираме и културните објекти кои што не се под наша надлежност, со цел да овозможиме постојната културна инфраструктура и условите за кои што говоревме апропо Кумановскиот театар да бидат на завидно ниво. Разумно ќе инвестираме во нови проекти, а не како претходната власт 5 нови проекти, а 60 објекти да се руинираат, и ќе гледаме да го зголемуваме фондот прво за дејностите, а потоа и во однос на платите на вработените и подобрување на нивните услови. Во таа смисла имаме буџет кој што со благ развој во наредниве 3 или 4 години може да донесе до културен развој. Но она што е битно е дека мора да ги менуваме инерциите на претходниот систем. Овој тип на годишно финансирање на културата преку програми, пак ви велам, е наследен и ние ќе го менуваме. Ќе го менуваме на тој начин што ќе воведуваме повеќе агенциски и фондацијски тип на работење. Тоа значи дека оделенијата на Министерството ќе ги поблиску ќе се запознаваат со културните играчи, во смисла на агенција за филм, како што ги следи работите во филмската годините и ќе можат да прават поефикасна контрола. Во таа смисла ние сме должни, бидејќи овој систем го наследивме, ние сме должни да создадеме нови критериуми и новиот систем на поддршка ќе го изградиме во учество и партиципација со сите заинтересирани во текот на 2018, за да можеме веќе во 2019 да почнеме со една нова ситуација во која што прво ќе ги објавиме правилата на игра, а потоа сите ќе можат да аплицираат. Ќе избегнете партизираност, ќе избегнете непотизам, доколку сите агенции при Министерството за култура, а сепак се тоа администрација, владени службеници на Министерството за култура ќе обсервираат проекти и тие ќе означуваат кои треба да добијат средства, како ќе го оневозможите тоа? На тој начин што строго ќе се залагаме за почитување на спречување на конфликт на интереси и ќе ги дестимулираме и сериозно ќе ги санкционираме таквите практики. Во таа смисла, професионалците, како што е тоа на секаде низ светот, ќе решаваат професионално и компетентно. Тоа е многу битно. Но тоа не се независни комисии, тие се внатре од Министерството комисии, затоа ве прашам. Друго е да викнете професионалци од различни области. Значи, ние и начинот на кој што ги формираме комисиите ќе го ставиме на тест на јавноста и на промена. Но сега комисиите се надворешни. Значи, комисиите се во повеќето овие дејности кои што се свртени кон националните установи, кон третите корисници, кон програмата, се надворешни лица. Овие се сите лица со долго познавање и со свој интегритет. Ние во оваа програма немаме конфликт на интереси, освен во предпоставени 2 или 3 случаи, и ние немаме непотизам, ние немаме такви индиции. Доколку имаме, ве молам, значи ја молам јавноста да ги разоткрие. Ќе го сметате тоа и за ваша лична одговорност доколку се покаже непотизам или злоупотреби во смисла на неконтрола на... Значи, ние апсолутно ја дестимулираме таквата практика и апсолутно ќе ја санкционираме. И доколку има такви индиции, пак велам, ќе постапуваме. Тоа е основата. Во однос на тоа дека
да претпоставиме дали има или нема или како. Да. Значи пак ви на велам. нас новинарите да утврдиме. Она што е многу актуелно со зимата и со дождовите, за среќа немаше снег, е македонскиот архив. И вечерва колегата Боријан Ивановски во ноќно студио ќе зборува за него. Веќе говоревме минатата недела, беше гостин во ова студио директорот на архивот. Често пати ги правиме репортажите на вишто и на очајна е состојбата. И знам дека најавите дека тоа ќе се менува, тоа го најави и владата, меѓутоа кога и каде се уште не се знае. Интензивно трагаме. А во меѓувреме врне. Интензивно трагаме по решение, така што во таа смисла Макар и старата зграда да се земе предвид? Да, тоа е една од варијантите, но пак велам, јавноста треба да знае дека и старата зграда е многу изменета во однос на претходното и дека и таа сега не е идеално решение. Се обидуваме да најдеме решение кое што би било можеби и подобро од старата зграда, а потоа ќе видиме на кој начин ќе постапиме. Ова вака ќе звучи како вицама во трезор да ги однесете документите, таму кај што се чуваат парите на Народна банка, па можеби ќе бидат најзаштитени од влага и од цена. Вистина, малце е зачудувачки што поминува времето, зимава ќе помина, не може се уште да се најде решение. На вистина и денеска имавме слики со кофа со вода. Меѓутоа во програмата не се најде архивот за санација. Тој е посебен објект? Да, тој не е објект на Министерството за култура, тој е при владата, меѓутоа генерално новите објекти како археолошкиот музеј, нели кој што дели изгледа со архивот и Македонскиот народен театар, тоа се нови градби кои што имаат активен гарантен рок и во однос на Македонскиот национален театар и во однос на просториите кои што припаѓаат од археолошкиот музеј, значи од зградата на Министерството за култура, ние веќе формиравме, значи пак велам, работна група која што сега го разгледува договорот, обврските, историјатот, кој за што бил одговорен, диалоцираме одговорноста, дали е до проектантот, дали е до различните 5 изведувачи кои што се јавиле во однос на Македонскиот народен театар, дел од нив се банкротирани, дел од нив се од други земји, така што комплицирано е решението, меѓутоа пак велам го разгледуваме за да видиме кои механизми може да ги потегнеме со цел да ја надминеме ситуацијата која што ја видовме. Дали досега оваа комисија има одредени резултати во однос на таа истрага што се води, кој и како дозволил зградите да бидат во една ваква состојба? Не, немаме податоци кои ќе имаме ќе соопштиме на јавност. Ви благодарам за ова интервју. Се надевам дека одговоривме на дел од прашањата што овие денови ги поставува јавноста. Голем број од коментарите беа и на социјалните мрежи, меѓутоа и еве кај нас медиумите. Ќе видиме како ќе функционира новата програма за култура, односно новите комисии, дали таму ќе биде попрофесионално сето тоа оценувано. Се надевам дека до година нема да се најдеме во иста ситуација да прашуваме и образлагаме зошто ова се случувало? Па не, значи повторно тенденциозно е да се створи впечаток во јавноста дека нешто лошо се случува со националната програма. Националната програма беше направена, нашите аргументи се силни, имавме наследени долгови, имавме преголем број апликанти, дадовме согласно генералните насоки, ги почитувавме критериумите, комисиите донесоа одлуки. Доколку одредени поединци, здруженија мислат дека им се повредени правата, може да покренат постапки. Доколку вие мислите дека има индиции за непрофесионализам, тука се законските процедури, но повторно не пресудувате вие новинарите, вие само носите индиции. Се разбира и стражните органи да на Министерството ќе постапат во однос на се. Апсолутно, ние не сме тие што судиме, туку само тие што истражуваме. Ви благодарам и вам и ви благодарам, почитувани гледачи, на вниманието. Останете со програмите на Телма.